Здраво на сите, добре дојдовте во уште едно видео на каналот Татунчо, односно на уште едно интервју. Овој пат прв пат имам двајца соговорници, тоа се браќата Владко и Маријан Коштовски, кои што се големи ентузијасти за македонските автохтони раси на кучиња. Маријан, Владко, добре дојдовте. Добро ве најдов. Добро ве најдовме. Поздрав до гледачите. Пред да навлеземе во она што е ваша пасија, ваш интерес, ќе сака некој од вас да ни каже кои се вашите почетоци, значи каде се роди оваа љубов кон овие автохтони сорти на кучиња во Македонија, значи како почна целата приказна? Еве вака, уште кога бевме деца, одејки по улиците, дружејќи се, зашто тоа време поинаку се дружевме за разлика од денешниве деца кои се постојано пред компјутер. Се сеќавам, најдовме еден чичко кој имаше кученца со кучка окучена со малечки кученца од она мала раса. И брат ми, помал, дека јас сум 70, он е 74, помал од мене 4 години, двајцата одиме и он вика, чичко, дај ме едно кученце. И ете така некако почна целата работа. Инаку, уште од деца, значи, забележавме дека постојат раси на кучиња кои се различни од оние што ги забележуваме, а ги знаеме дека се странски раси, и видовме дека постои можност и Македонија да има повеќе раси на кучиња. Понатаму, како што минуваше времето, како што студиравме, како што одевме по библиотеки, јас, например, студирав книжевност и македонски јазик, и забележав дека во македонската книжевност од 19 век, пред се имајќи ги предвид собирачите на народни умотворби, Цепенков, понатаму Прлич, како се вика, Биладиновци, Кузман Шапкарев и така натаму, значи во нивната прозни творби, во приказните, но и во поезијата забележавме дека постои Караман, Кучек Караман, и тоа ни беше почетна точка од која видовме дека на вистина постојат и други кучиња. Потоа во песните, во оние што се евските песни, забележавме дека има термин, една именска група или фраза RTM Загари. Тоа ни даде впечаток дека има и ловни кучиња во Македонија. И секако потоа Владко, сега тој нека се вклучи од областа на ликовната уметност, бидејќи тој е ликовен уметник. Тој од негов аспект почна да ги истражува работите и така некако се најдовме, дискутиравме за тоа и ајде, Владко, да видиме. Помени, Владко. Добро, Маријан студираше литература, јас ликовна уметност и артефакти кои сведочат за кучиња, автохтони кучиња кои се одгледувале во Македонија во минатото од неолитот до денес. Сретна во ликовната уметност на многу артефакти, почнувајќи од неолитските населби, освен зоостеолошкиот материјал кој е истражен и е утврдено дека кучињата кои се одгледувале во неолитските населби во Македонија, Тумба Маџар, Бегово, Говрлево и така натаму, утврдено дека тоа биле кучиња со мал раст, меѓутоа откриени се и две теракоти кои наликуваат на дека се тоа скулптури на кучиња од 5-тиот милениум пред новата ера, во старата ера, значи 7000 години од денес наназад, што е ексклузивен како податок и за историјата на кинологијата, за светската историја на кинологија, затоа што во тој период, кога на македонската земја се одгледувале и припитомени видови на говеда, свињи, кучиња, кози и така натаму, останатиот дел не бил населен од Европа. Понатаму, во античкиот период, во времето на македонските кралски династии,
Откривме повеќе артефакти кои сведочат и за македонскиот паничар, раса за која ќе се задржиме понатака во разговорот. Ја има на монета кована во времето на македонскиот крал Александар I, на која е прикажан кралот како коњаник кој држи во раката две сариси, македонски копја, а доле до нозете на коњот трча куче со мал раст, многу слично на она што денес ние го презентираме како македонска автохтона раса на куче, македонски паничар. Понатаму го има на надгробен споменик во Пела, на кој е прикажан покојникот во стоечка положба, а кон него подскокнува куче идентично на нашите македонски паничари. Најзначајниот артефакт кој сведочи ликовен артефакт за постоењето на оваа раса го се чува во депото во музеот во Ресен, на кој е представена божица со зраци од сонце на главата. Во нејзината лева рака држи дводелна секира, а лево и десно од неа во седечка положба се ликовниот уметник представил две кучиња со мал раст, многу слични на македонскиот паничар. Што се однесува до македонското овчарско куче Караман, значи и овој артефакт кој пред малку го споменав, кој се чува во музеот во Ресен, стана заштитен знак, лого на нашиот клуб, кинолошки клуб Македонски паничар, а на неколку километри понатаму, претходно додека го бевме активни членови на, мислам, и денес сме членови на клубот кинолошки клуб Македонско овчарско куче Караман, меѓутоа во времето кога јас бев председател и Маријан подпредседател, значи во црквата Свети Ѓорѓија во село Курбиново, на слика на 1191 година е представено трло со овци, а на карпата до трлото е седното куче, црно куче со заштитна огрлица околу вратот, каква што и денес македонските сточари им ставаат на овчарските кучиња за заштита од приборбите. И таа фреска, тоа куче од таа фреска е и ден денес на логото на клубот, кинолошки клуб Македонско овчарско куче Караман, а и божицата со двата паничари од Преспанскиот регион Најден, исто така е заштитен знак, што значи Преспанскиот регион е многу значен за македонската кинологија, затоа што двата клуба, национални клуби кои одгледуваат македонски национални раси на кучиња, македонски паничари, македонски Караман се токму од тој регион. Во Хераклеа Битола, исто така на надгробен споменик, открив куче македонски хрт, кој е прикажан во трк, како гони зајак и како е фатен е моментот кога тој го пред да го зграбчи зајакот, а го има и на мозаици во Хераклеа, исто така како гони зајак. Значи, и во книжевноста и во ликовната уметност имаме значени сведоштва кои го потврдуваат оноа што со право ние повеќе две децении веќе со Маријан инсистираме да се создадат македонски раси на кучиња кои се одгледувале тука од нашите предци. Фактичката состојба моментална е дека ние имаме половина раса. Зборуваме за раса признаена во Светската кинолошка федерација, тоа е шарпланинецот кој го делиме со Србија. Меѓутоа, при распадот на Југославија не се разделиме со исти кинолошки плен сите 6 републики. Во меѓувреме некои, како да речеме, Хрватска се стекна и со друга раса. Хрватска, например, денес има 4 своји раси. Далматинското куче, хрватскиот овчар, истарскиот караковлактес, гонич
торњакот кој го дели со Босна и денес работат на мало меѓумурско куче Меѓи, сличен на македонскиот паничар, но и различен во некои сегменти. Србија има 4 раси. Шарпланинецот кој го дели со нас, српскиот гонич кој првенствено се викаше балкански гонич, па се преименува во српски гонич, српскиот тробоен гонич и југоисточно европско овчарско куче, кој они си го нарекуваат српско овчарско куче, меѓутоа во Светската кинолошка федерација познато по тоа име, меѓутоа матичност има Србија. Босна има 2 раси, босанскиот барак и торњакот кој го дели со Хрватска. Црна Гора има црногорски планински гонич, Словенија има крашки овчар. И ако видите, ние сме на најлош стадиум од сите 6 републики, имаме половина раса шарпланинец. Од сето оно што со Маријан го истражувавме, тврдивме дека ние имаме потенцијал за десетина раси да направиме. Ние немаме, Македонија може би многу работи нема, меѓутоа кучиња имале нашите предци. И за лов, и за чување на стада, па и за чување на имот и за придружба, како што е македонскиот паничар. Заради тоа се фативме со сериозна работа да ги истражиме и зоотехнички да ги измериме големи популации на кучиња. Прво почнавме со македонското овчарско куче Караман, кога од 1998 до 2003 година, значи во тој период од 5 години, ние измеривме 237 кучиња, од кои 178 беа машки и 59 женки. Врз основа на тие мерења ние подготвивме предлог стандард, кој го објавивме во книгата Македонско овчарско куче Караман во 2004 година. Од 2013 до 2015 година измеривме 36 кучиња, од кои 25 беа од Бачила од Мијачкиот регион и 11 кучиња од други региони на Македонија. И врз основа на тие мерења го подготвивме предлог стандард за мијачкото овчарско куче. Македонски паничари, односно популации на кучиња со мал раст од Македонија, од 2015 до 2019 измеривме 213, од кои 137 мажјаци и 76 женки. Врз основа на тие мерења го подготвиме предлог стандардот за македонскиот паничар и тие мерења се објавени во книгата Македонски паничар, објавена 2019 година. Значи, огромен напор беше да се измерат сите тие популации на кучиња за да се подготват 4 стандарди за 4 македонски национални раси. Единствено македонскиот хрт мерењата ги вршеме врз основа на артефакти, затоа што расата е поприлично изгубена. Само мал број на кучиња, хртолики кучиња може да се најдат во Македонија, затоа што расата била во времето на СФРЈ забранета за лов. За оние што не знаат за каква раса станува збор, тоа е толку брза која може да го стигне зајакот во трчање, да го фати, да го залови. Значи не ви треба пушка за кога имате такво куче, меѓутоа за да се заштити дивечот, таа раса била забранета за користење и заради тоа е изумрела во Македонија и во останатите делови на Балканот. Во светот постојат само 13 раси на ртови. Значи, тие 4 раси, македонски рт, мијачко овчарско куче, македонски паничар, македонско овчарско куче Караман, тоа се 4 раси за кои јас и Маријан работевме и моментално
работиме на расата македонски паничар, на нејзиното селективно одгледување и 23 април, сега оваа 2023 година, планираме да ја организираме првата државна изложба за оваа раса. Така, дали би можеле заради покажување на некои работи кои што претпоставувам се непознати, го спомнувате терминот кинологија, за гледачите да објасниме накратко што всушност е кинологијата и како е организирана во светот и колку од тоа имаме ние во Македонија. Вие спомнавте кинолошки клубови, дали имаме државна асоциација? Јас додека истражував гледав дека во земјите има асоциации кои што се грижат за овие работи. Дали кај нас е само на ниво на клубови или има асоциација? Во Ќе Македонија. објаснам јас. Ајде. Може, Маријан. Значи, постои Светска кинолошка федерација, скратено FCI се вика, кој сака да ги види сите раси и стандарди на раси на кучиња, ќе иде на Google FCI BE, затоа што во Белгија е седиштето, и таму ги има сите, значи вкупно има во светот признаено 343 раси, од кои водечки земји носители на најголем број национални раси на кучиња се Англија со 55, Франција 52, Германија има 32, Италија има 13 раси, Шпанија има 12, Јапонија 11, Америка 10, Русија 10, Кина 10 и така натаму. Пред малку објаснив за на ниво на Југославија, поранешна републики колку раси имаат денес. Што се однесува до Македонија, значи главната кинолошка асоциација е Кинолошки сојуз на Република Македонија. Не знам точна бројка колку клубови се во сојузот, во кој сме и ние, Кинолошки клуб Македонски паничар, членка на тој сојуз, и редовно, значи сојузот организира изложби меѓународни каде што присуствуваат излагачи од сите делови на светот. Ќе биде на крајот на април Маршалов куп, каде што Борис Полјарич ќе ги оценува кучињата, врвен хрватски кинолог кој живее во Австрија. Тоа е накратко што би требало да знаат гледачите во однос на кинологијата. Кинологијата е наука за кучињата, нормално. Така. Може да Повели. Во врска со истражувањата околу кучињата што ги правевме сите овие години, употребувавме, значи, освен мерења екзактни, исто така употребуваме и споредбени методи, споредувајќи ги одредени кинолошки форми со оние што се слични на нив. И она што е важно да се каже дека кога стануваше збор за овчарските кучиња, како што се караманот и мијачкото овчарско куче, мијачкото иначе да кажеме тоа е она тигравото, а караманот е оној црн овчарски пес. Одевме по цела Македонија, претежно по планинските села, наоѓавме примероци, ги вдомувавме, ги зимавме, ги употребувавме за селекција. И оттаму, а пак паничарот, најчесто во урбаните средини го наоѓаме, и исто така речиси многу примероци имаме земено од улица, кои ни изгледаа соодветни, а ги имавме предвид, значи, оние слики од 20-тиот век, да речеме, има фотографии од 1920, 30, 40, 50 и така натаму, приближно во првата половина на 20 век, фотографии кај кои видовме дека постојат слични кучиња кои можат да представуваат една раса. Такви слични кучиња наоѓаме насекаде низ Скопјево, потоа низ градовите во Македонија, и направивме мерење на нив, на тие кучиња. Зошто го спомнувам ова? Околу она што е сега во нашево општество, околу она што се зборува за кучињата скитници, во врска со тоа, има значи, едно мислење дека треба да се заловат, да се, како се вика, кастрираат. Да се кастрираат, и тука се прави најголемиот проблем, затоа што
многу пати ќе видевме кастрирано куче, а одлично за раса. Одлично куче за раса. Не е проблем што се кастрира, во ред, тоа е треба, можеби треба и тоа е пример во градовите во светот. Меѓутоа треба да се контактираат друштвата, односно кинолошките клубови кои ги прават овие нови македонски раси, за да ни укажат, најдовме на терен едно такво куче, вдомете го, земете го, ќе ви треба за селекција и така натаму, така што на тој начин тоа куче нема да остане на улица, ние ќе го прибереме, членовите на клубот ќе се грижат за него и ќе го употребуваме за приплод. Оттаму не треба туку така само да се земе, да се кастрира и да се пушти назад. Не, треба да се контактираат. Има денеска е барем многу лесно со социјални мрежи, Facebook групи. Многу лесно можеме да се најдеме, да се многу човечки да се договориме, да го преземеме кучето и така натаму. Ете, на тој Facebook, на пример, имаме Facebook за македонскиот паничар и многу луѓе не контактираат, кажуваат, јас видов таму такво и такво куче, како што го кажувате вие, таму и таму во тој град, таа населба, на тоа место, и повеќе пати ние сме излегле во пресред, сме ги преземале тие кучиња, така што сме направиле некаква полезна акција за општеството. Така, ова е еден проблем кој што јас сакав на крај да ве прашам и секако ќе ве прашам затоа што не е главниот фокус на нашава емисија, но еве вие давате позитивен пример како нешто што е проблем во општеството да се решава на позитивен и безболен начин, позитивен за сите, како за средината, така и за самите кучиња. Ќе дојдеме за тоа на крајот. Спомнавте дека шарпланинецот е единствената признаена раса која што ја делиме со Србија и затоа, иако е најфасцинантен и најубаво куче кој што јас го познавам во Македонија, но бидејќи е веќе признаено, да го оставиме настрана, да зборуваме малку за Караман, кучето кој што го спомнавте. Колкави се неговите сличности со шарпланинецот, кои се разликите и пошто е специфично? Македонскиот Караман е... Караманот... Ајде, вака сега, например, македонското овчарско куче Караман е црно по боја и значи има две варијанти, едното е целосно црно со малку белини на градите и на нозете, или пак другата варијанта е со палежи, значи над очите има жолти две точки. И тие кучиња во минатото и во песните македонскиот народ ги опишал како кучиња со 4 очи. И постојат верувања дека тие кучиња можеле да ги истераат злите духови и така натаму. И токму затоа и ги чувале, меѓу другото, во средините, во селските средини. Тоа е овчарско куче, големо, од голем раст, понатаму има долго влакно. И она што е карактеристично за него, за разлика од шарпланинецот, е тоа што е благо надграден на задниот дел на трупот. Значи, задниот дел е малку повисок од грбната линија, од плешките, да. Сапите. Кај сапите се издига во однос на гребенот. Така. Да дополни нешто, Блатко? И на врвотот. На врвото до пашката има ченгел. Кај шарпланинецот, опашот кај шарпланинецот мора да е савјест, кај караманот мора да е во форма на тркало и на врвот последниот пршлен да е свиткан во форма на ченгелче. Кажете ми, овие кучиња, едно куриозитетно прашање, значи во присуство на луѓе, значи знаеме дека се овчари дека го чуваат стадото, но во присуство на луѓе, како се однесуваат кон сопствениците, како се однесуваат кон туѓинци, како на пример се однесуваат кон деца? Со самото тоа што ќе кажеме дека се благопријатни спрема децата, се однесуваат благопријатно, односно никогаш нема да закачнат едно малечко детенце. Можеме да кажеме дека Караманот е достоинствено куче, никогаш не бара да прави непристојни потези спрема послаби од него. И
да не генерализираме, значи секоја единка, било да е тоа човек, било да е куче, е различна, е неповторливо битие, така што кај кучето зависи каков е стопанот, така што ако стопанот е агресивец и кучето ќе биде без оглед од која раса. Без оглед за која раса станува збор. Значи не може да се генерализира оваа раса е лоша, оваа е добра, туку треба да се гледа поединечно. Во какви услови растело тоа куче, дали било врзано или не знам, било под стресови или имало некакви други поинакви проблеми кои го довеле до тоа да има нарушено здравје психичко и така натаму. Значи многу е важно во какви услови растело, такво ќе биде единката куче. Дали се препорачува ова куче за чување, значи онака луѓе што сакаат да го чуваат како миленик или стрикно наменски? Например, знам дека хаските ако не работат имаат проблеми со здравјето и со метаболизмот. Дали овие кучиња можат да бидат чувани исклучиво како миленици или мора да се во амбиент за работа? Во секој случај, како и секоја голема раса, си бара многу движење, значи неколку пати во денот да се изнесе, да се повеќе километри да изоди, ако ништо друго, или пак да има некој голем двор кај што ќе може да се истрчува. Но многу е важно да има емотивна врска меѓу стопанот, меѓу човекот и кучето. Не можеме да кажеме стопан, малку кучето ако се однесувате спрема него како стопан, а не како другар, поинаку ќе ве гледа, па и воопшто во животот, меѓу другите битија и меѓу човек и човек, ако се однесува некој спрема неколку како стопан, не е тоа однос на доверба и на љубов и така натаму. Така и спрема кучето, треба да се однесувате како другар, не како стопан, и тоа е исто така многу значајно во поглед на психичката состојба на кучето. И ова може да биде миленик, има луѓе што ги чуваат и во станови, ама се разбира дека најубаво е за вакви големи раси да бидат во двор или пак во некаков сличен амбиент, да речеме, најчесто ги зимаат да чуваат, како се вика, складови, или пак луѓе кои што имаат така повеќе време да може да ги шетаат, да поминуваат подолго време на терен со нив во движење. Значи сакаат движење, зашто ќе се деградираат и физички. Така, ќе изгуби, предпоставувам, и во убавина, а и ќе изгледа како овие животните во зоолошка, кога се затворени, кога не се во нивниот природен хабитат, и губат од оптимизам, губат од расположение. Дали може на ова да се надоврзиме со мијачкото овчарско куче, кој што го споменавте, какви карактеристики има, што има, например, Владко може да дополни нешто за него? Прво би се задржал околу името на расата. Јас споменав дека одредена бројка на кучиња измеривме. 36 е мала популација на кучиња во неколку бачила, тие, знаете, тоа се големи стада на Бистра по 2-3 овци, има по 30-40 кучиња. Името го дадовме затоа што најтипичните примероци на расата, па и на самата корица на книгата е куче, го снимивме во Мијачкиот регион, меѓу Лазарополи и Галичник, а такви тиграви кучиња со остра длака на крзното има по цела Македонија, на планините низ цела Македонија. Генерално традиционалното сточарство изумира постепено и се помалку има стада по планините, а има една друга тенденција да се сега многу модерен кангалот, турскиот кангал, па последното идење по Шарпланина пред короната немаше трло, бачило каде што немаше кангали. Нормално тие се мешаат со автохтоните типови на кучиња и добиваме нешто што е мелес и останува да во кинолошки рамки овие македонски национални раси единствено се одгледуваат во чиста генетика само во урбан простор, затоа што бачилата не се место каде што ќе бидат селективно парени, точно да се знае која женка со кој маж ќе парен. Таму нема ред околу таа работа и затоа
Едноставно мијачкото куче се уште, за мијачкото овчарско куче се уште нема кинолошки клуб кој би се посветил на одгледување на оваа раса, и апелираме тоа некој да го направи, да регистрира кинолошки клуб мијачко овчарско куче. Едноставно не можеме со Маријан да постигнеме паралелно да работиме по неколку раси. Во разговори со него имаме идеја и да почнеме и со македонскиот род да работиме, затоа што правењето на раса е долготраен процес. Ние 4 години помина од како е регистриран клубот македонски паничар, и еве оваа година ќе правиме првата државна изложба за расата. За да се направи една раса, најмалку се потребни 10 години за нејзино условно признавање од Светската кинолошка федерација. Во тој период од 10 години треба да се создадат 1000 единки. Македонија е мала земја. И маченето е процес, значи 8 крвни линии, 2 мажја, секоја крвна линија е составена од 2 мажјака и 6 женки, кои сите тие кучиња од тие 8 крвни линии не треба да имаат ништо крвно заеднички, за да не дојде до инцесно парење. Така. Ние сме македонците малку чуден народ, се што е од надвор ни е по-драго него она што е наше македонско. И значи правењето на раса, освен што значи да ги произведеме ние тие кучиња, ќе треба некој да ги чува. А знаеме дека подраги им се стафорди, лабрадори и да пекинезари и ред други странски раси. Меѓутоа, кога ќе дојде ред ние ги подаруваме, не ги продаваме кученцињата, во моментот имаме 2 легла, и тие ќе ги подариме кученца. Со обврска нормално собствениците да не ги кастрираат, затоа што ќе треба да се продолжи нивната генетика и нормално да земат обврска да ги носат на изложбите кои ќе ги организира нашиот клуб еднаш годишно. Така, ова е доста благородна значи, работа која што е важно да се напомени дека нема лукративна позадина на ова што го работите, туку доста дарежливо го работите ова, и дека ако некој вдомува вакво куче, претпоставувам дека првиот мотив треба да биде љубов кон животните, а не било што друго. Бидејќи знаеме дека мотивите знаат да бидат различни, еве овде ќе се надоврзам на причината зашто има толку многу кучиња скитници. Велам, морало да има луѓе што ги напуштиле тие кучиња за да се создадат тие кучиња скитници. Не изникнуваат од земјата како печурки. Не знам како размислувате вие. Само да додадам во врска со мијачкото овчарско куче, значи го нарековме мијачко, затоа што најмногу со овчарење се занимавале мијаците, бидејќи во таква средина се нивните живеалишта, во средини каде што најблагопријатно било да се занимаваат со овчарство, односно такви се тие терени со пасишта, и најмногу во нивните најголеми стада имале, и колку да им се даде значење на тие овчарски заедници кои се нарекувале, кои се од племето мијаци, и викаме ајде да направиме една раса, колку да го споменеме ето тоа име мијаци, па мијачко овчарско куче, а во исто време тигравата боја кај мијачкото овчарско куче која во неколку нијанси. И не може да се рече дека е боја, меѓутоа е еден вид нешто најстаро. Еве гледате ги овие што се тиграви единки, да речеме тигравоста кај другите диви животни. Тигравите единки се прастари единки, прастара боја на некој начин. И на тој начин символично сакаме да укажеме на нешто многу важно во кинологијата, е поврзано со македонците. И уште за името на Караман, значи дојдовме до заклучок дека и Караман всушност не е лексема, не е збор, туку синтаксичка единица, реченица. Кара оној што ги кара, што ги носи, и маните во бригискиот јазик се душите на покојниците. Значи оној што ги носи душите на покојниците. Оној што е Анубис во египетската, Кербер во таа така наречена грчка митологија, која ние нарекуваме јужно-балканска, никако грчка.
затоа што зборот Грција е 2 век од наша ера, а ова се случува многу векови пред тоа. И значи Караман е митско куќе, тоа е хтонско куќе, поврзано со светот на покојниците и така натаму, и е поврзано со митологијата на македонците. Оттаму нашата втора книга за Караманот беше Караман, митското куќе на древните македонци. Каде што покажавме на многу суптилен начин, со многу примери, како Караманот е поврзан со многу традиции и митови кои денес се само одредени записи кои мал број луѓе ги студираат, ги учат и така натаму. Ете, преку една жива форма, како што е куќето, тие живеат и понатаму и многу е убаво што го има задржано името кое што вие како стручњак го објаснивте, затоа што многу пати ние на кара го поврзуваме со нешто црно и сега бидејќи куќето е црно, можеби да отидеме во погрешен правец и затоа е важно да се знае ваквата етимологија на зборот. Да, ова станува збор за бригиске, значи Иман укажува на тоа дека македонскиот јазик е настанат од бригискиот, а бригите се жители кои живееле на местото каде што живееле античките македонци, то потоа се преселуваат во античка во Мала Азија. И гробните надписи од таму и од кај нас се забележува дека станува збор за еден исти јазик. Иману вели тоа е, значи античкиот македонски потекнува од бригискиот. Па од таму бригиското ман или душа на покојник го поврзавме со ова кара, а тоа кара како црно, како со значење црно, е од османлискиот период, од доаѓањето на турците и арапскиот јазик. Значи тоа е понова варијанта, понова значење, кое исто така е валидно, зашто да не, меѓутоа постарето значење е тоа, дека станува збор за нешто што носи. Така, ајде сега за сортата паничар, значи за расата паничар, да ми кажете малце повеќе, затоа што тоа е сорта, ли рековте дека е помала, по соодветна за урбани средини, предпоставувам и е многу по-симпатична за миленик, за домашен миленик во станови, во куќи или во урбана средина генерално. Значи, она што може да се каже за паничарот, а прво ќе го кажеме, а го среќававме на повеќе места, е дека паничарот е всушност куќе чувар на семејната среќа. Сега зошто куќе чувар на семејната среќа? Можеме да го наречеме детско куќе. Децата многу сакаат, а и самите куќиња многу сакаат да се дружат со децата. Дали е во прашање некое предчувство, некој заборавен јазик што го имале луѓето порано, а денес ке задржан единствено кај децата, додека сме деца, ги имаме тие моменти на мимики, гестови, со поглед и така натаму, на тој заборавен јазик што го имало човештвото кога било поблиску до природата. Сега тој како што се цивилизирал човекот, престанал да го знае, престанал со комуникацијата на тој јазик, ама еве кај децата тоа е задржано. И не само што ова куќе многу сака да се дружи со децата, а рековме е среќа за домот, а кога е среќа за домот? Кога детето е среќно во еден дом. Значи кога се возрастните во една куќа среќни, кога нивните деца во куќата се среќни, а децата се среќни кога се дружат со македонскиот паничар. И уште нешто, значи во почетокот кога ги селектиравме имавме еднобојни примероци со топли бои, жолтеникави, црвеникави и така натаму. Сега внесовме и тогаш имаше и шарени куќиња, меѓутоа гледаме дека окото, вниманието, љубопитноста на човекот и на децата е повеќе кај оние куќиња што се шарени, бела боја врз која има, значи некоја топла боја. И сето тоа привлекува внимание, убаво е за окото и навистина го прави среќен оној што го наблюдува таа боја и само по себе се доаѓа до една пријатна комуникација меѓу човекот и куќето во една таква околност. Така. Ватко? Јас сега би направил една мала дигресија, а се однесува повторно за куќињата и за книгата која ние објавивме во 2018 година, се вика Куќето жртвено животно на македонците. Во таа книга направивме еден краток осврт за жртвените обичаи во Македонија и во светот.
во светот онаму каде што се и ден денес се жртвуваат кучиња во афричките племиња. И дадовме акцент на два обичаи, две поговорки во Македонија, односно првата се однесува на првите кученца се фрлаат во вода, обичај кој го практикувале кај нас стариве македонци, и објаснувањето за тоа е дека првите кученца дека ќе побеснат. И затоа првото легло се уништувало. Втората е изрека која има во повеќе села во Македонија се среќава, а се однесува на тепањето на кучињата на празникот Василица. Со анализа на античката литература дојдовме до осознание дека тој празник кој се практикувал од македонските села всушност е античко-македонски обичај кој го применувале македонските кралеви. Првиот месец од античко-македонскиот календар почнувал во средината на октомври. А Наде Проева во нејзината книга Студија за античките македонци објаснува дека четвртиот месец се викал Перитија и во него се практикувало жртвување на куче. Четвртиот месец, ако првиот бил во октомври, точно се поклопува со времето кога до неодамна во македонските села се практикувало тоа тепање на кучињата, а тоа е некаде на средина на месецот јануари. И самиот збор Василеос е антички македонски збор за кралевите. За Александар пишувале 5 автори, еден од нив е Квинт Курти Руф, и еве сега ќе цитирам дел од неговата книга, каде што тој го објаснува овој обичај, имено кога Александар починал, настанала неслога во Вавилон, братот на Александар бил малку и недобар со паметот, не можеле империјата да ја остават на него. Роксана во тој период била трудна, меѓутоа не знаеле дали ќе биде машко, детето женско, и да се роди машко, тоа не може да владее со толкава империја, ќе треба да чекаат полнолетство да наполни. И во таа неслога меѓу генералите еве што објаснува и како таа неслога ја практикувале. Вели, според татковскиот обичај требало да се изврши смотра на војската. Се чинело дека оправдана причина за тоа е неслогата. Македонските кралеви имале обичај така да вршат проверка на војската, што на крајот на полето, каде што е построена војската, од двете страни фрлаат утроба од раскината кучка и на тој простор стојат сите вооружени војници, овде коњаницата, онде фалангата. Понатаму продолжува текстот, меѓутоа не е важен за она што сакам да го објаснам. Значи, и самиот збор перит, алишта на река Переля, прочистува. Се обели, да. Значи, немале разбирање за ветерината, меѓутоа они беснилото како болест го објаснувале со навлегување на демонот бес. Во египетската уметност го има во човечка форма бес, како изгледа, со исплазен јазик, со кучешки заби, како џуџе. И објаснувањето за тие ритуални тепање на кучињата дури доаѓало до смрт на кучињата. Ако кучето било врзано, за тоа ден пред Василица стопаните си ги одврзувале кучињата, ги пуштале од ланец, затоа што тие василичарски групи кои иделе со стапови не биле баш под контрола многу. Од тепање и умирале кучињата на таму каде што биле врзани. Затоа ги пуштале, а целта била за да се изгонат лошите духови, и нели ден денес и во Вевчани тоа се прави со маски, со сите тие нешта, но беснилото било разбирано како некако болест во денешна смисла
ветеринарна смисла, туку како навлегување на лошиот дух бес. Затоа и македонските кралеви правеле лустрација на војската, односно прочистување на од тие зли духови. Така, многу убаво го кажа. Само добил похумана варијанта. Така. Многу пати ние работи од минатото сакаме да ги разбереме преку логиката на денешницата, што е малце тешко. Во минатото имале одредени неразбирања, одредени убедувања кои што биле од суеверна природа. Ние денеска ја имаме нашата развиена наука која што ни возможува да бидеме различни од тоа што биле нашите предци. Така, еве, например, во врска со овој обичај, од Бадник, значи од Бадник. Говориме за нехуман обичај. Да. Така. Само сакам да се надоврзам на ова. Од Бадник до Василица се некрстени денови и се смета дека во кучињата престојува некои духови, и дека тие требало да се тепаат кучињата за да излезат од нив сите тие духови на предците, а сличен ваков обичај гледаме и во митологијата кај чесите, кај пољаците, слични некои записи. Така што целата оваа словенска средина од тука до Владивосток, да речеме, насекаде има слични обичаи. Така, и сега преостанува ова раса македонски хрт која што ја спомнавте, која што Владко спомна дека е многу ретка и изумрена заради причините познати во СФРЈ, бидејќи биле многу брзи и многу ефикасни во ловот. Па ајде да видиме што се случува со таа раса, како изгледа и која е перспективата, која е днината за опстанокот на оваа раса. Треба да се земат пред раса многу. Ајде да објаснам, па ќе се надоврзиш. Значи, тоа е расата која чувал Александар Македонски. Неговата кучка се викала Перитија, била рт. И обично се спомнува неговиот коњ Букефал и дека после битката со Пор, со индискиот владетел Пор, Букефал умрел и Александар изградил град Букефалија во чест на неговиот коњ. Меѓутоа малку се споменува неговата кучка ртка Перитија, која исто така после таа битка умрела и изградил и за нејзе град Перитија. На саркофагот проверен во Сидон се претпоставува дека имало 3 такви саркофази изработено за телото на Александар. Нормално не може, кога се оди во битка, не се знае кој ден ќе копјето или стрелата ќе го решат кралот. И саркофазите биле претходно подготвени. Станува збор за ремек дело во ликовната уметност, се чува во музеот, во археолошкиот музеј во Истанбул. На него се прикажани сцени и од битките меѓу македонците и персиците од една страна на саркофагот, за едната од долгите страни, а на другата е ловна сцена каде што ловат македонци, ловат елен и лав. И таму се прикажани 3 македонски рта и нашата цел со Маријан е да го возобновиме кучето на македонскиот крал Александар III Македонски, онакво какво што е прикажано на саркофагот под неговиот коњ како напаѓа лав. Имаме некои сознанија и веќе видено некои хртолики кучиња во јужниот дел на Македонија, во некои села, меѓутоа ќе треба веројатно некои финансиски средства да се откупат дел од тие кучиња, финансиски средства за прехрана на тие кучиња и може би за некоја година почнеме паралелно со македонскиот паничар и да го одгледуваме и македонскиот рт. Долго траене процесот на правење на раса, ако чекаме ние паничарот да го завршиме, нема да ни остане време за ртот. Краток е човечкиот живот, а за една раса се потребни 20-30 години за да се направи. И затоа неизвестно е, човечкиот живот е неизвестен, не знаеме кој колку ќе живее, каква ќе му биде биографијата. Така што побрзо ќе се вклучуваме во уште еден проект, а потоа полека да обучиме луѓе кои
ќе продолжат. Значи, ова е процес кој неколку генерации ќе мора да го работат, ама мора да се почне. Така, добро е, тоа што вие ќе останете запаметени како родоначалници на овие сорти и на овие активности, значи во градењето на автохтоните македонски раси. Еден мал куриозитет, предпоставувам имате некакви сознанија, македонските кучиња колку често доаѓаат во интеракција со волци во смисол на мешање на расата со волците? Имало такви примери. Познат е еден караман, Караман, го викале Караман, и зашто и како лично име Караман на расата Караман се среќава кај одредени единки, и во едно село кај Црни врв некаде беше тука. Маркова Сушица. Маркова Сушица. Да. И има засведочено од овчарите како еден Караман доаѓа кај глутницата, ја пари кучката, волците гледаат и си оди. Волчицата. Да, ама имало и волци присутни тука, кои не можеле ништо да направат. Доаѓа, ја пари кучката и си оди. Тој Караман. И Волчицата ја пари, не кучката. Да. Така. Караманот доаѓа, ја пари волчицата, тама работа. И сега овчарите потоа наоѓале и мали волчиња црни, што пак било доказ дека биле синови и ќерки на Караманот. Колку тоа генетски исплатливо, да речеме, знам дека постои чешкиот волк, кој што е сорта на германски овчар и волк, карпатски волк. Колку таква една комбинација намерна направена со автохтони сорти на волци би можело да роди една нова раса која што би била соодветна за чување? Владко? Не сум сигурен дека тоа е секогаш успешна варијанта. Поларните раси, хаските, маламутите, тие и мора да бидат, тие се многу близко до волкот, дивиот предок на кучето. Барем до сега зоолошката наука потврдува дека дивиот предок на сите раси кучиња, и на мексиканската чивава и на бернардинецот, сите имаат ист предок, волкот. Може би науката понатаму ќе дојде до некои нови сознанија, меѓутоа за сега е тоа. И нели фенотипски најслични до волците се поларните раси. И тие се, нели, секое куче има своја употребна вредност, тие се за влечење на санки, онаму каде што има снег, каде што коњи не можат, ќе пропаѓаат во снег. Поготово во времето на златната треска во Северна Америка, во Канада, тие раси биле многу користени за пренесување на храна за луѓе во пошта, злато и така натака. Имам видено мелесот од волк и шарпланинка. Беше преплашливо тоа куче, не сакаше од куќерка да излезе, значи не значи дека ако спариме со волки, ние добиваме некоја супер раса на куче со одлични перформанси, која може да се прекачува, да скока, да е повитално. Меѓутоа, психолошкиот негов профил, менталниот капацитет на тоа куче за урбани простори, мислам дека не е паметно. Во меѓувреме, во текот на милениумите, кучињата веќе и ментално еволуирале од волците кои знаеме, кога ќе ги видиме и во дивина и во зоолошка градина, дека се тие постојано под некаков стрес, немир, недоверба, што како карактеристика не е баш пожелна за некоја раса која треба да биде покрај вашето дете. Така, ајде сега за еден многу земен аспект на вашата работа, значи она што го спомнавте неколку пати, значи издавачката дејност, колку книги имате издадено, на кои теми, и она што е, мислам, рак рана на секоја активност, како се снаоѓате со финансии, значи дали
има извори на финанси, дали во денешнинава каде што кризата е очигледна во секој поглед, значи како се сноѓате со финанси за изведување на крај на сите овие проекти кои што можам да замислам дека се многу захтевни финансиски. Да, мора... Значи имаме издадено 6 книги: Македонско овчарско куќе Караман 2004 година, Караман митското куќе на древните македонци издадено 2013 година, Македонски хрт 2015, Мијачко овчарско куќе 2015 година, Куќето жртвено животно на македонците 2018 и последната книга Македонски паничар 2019. Добар дел од материјалите останаа во необјавени во компјутер и ке Маријан и ке мене, затоа што во меѓувреме Маријан се посвети на литературата, јас на некој проучување на некои фолклорни материјали, но ќе има уште една сигурно барем книга каде што ќе се сублимира за сите македонски раси и куќето воопшто во културата на македонците и во етнологијата него. Повеле Маријан додади парични средства, наши парични средства, што ќе, колку имаме, колку дал Господ, тоа е тоа. Некогаш помагала општина Ѓорче Петров, например, со да се, кога сме правеле изложби, да дадат дипломи и така, некои работи што се колку толку помагале за изложбата, меѓутоа не е доволно, не е ни приближно доволно од она што нам ни е потребно. Нема кај да се обрати човек. Нема кај да се обрати. Имаме потреба. Нашава работа е толку јавна, толку пати сме биле на медиуми, сите не знаат веќе, мислам, не треба да кажеш некому, треба да сами да се свесни, овие што се на политичката сцена и партии, и луѓе, и сами да се свесни да кажат, аве чекај што правиме, да направиме нешто на ова поле, зашто преку кинологијата фактички ќе си ја рекламираме и државата, бидејќи ја има поставката македонско во скоро во сите од овие раси, така што ќе си се рекламираме низ светот. И она што ви реков преска дека ќе го ставиме на крај како една горлива тема која што јас морам да ја споменам, затоа што во едно претходно интервју буквално бев нападнат, буквално луѓето ги гледаат црно-бело работите. Тоа знаете дека беше проблемот со уличните куќиња кои што постои. Значи дека има улични куќиња. Дали насилството кое што се промовираше кон овие куќиња е решение на проблемот или тој проблем може да биде решен на поинаков начин, бидејќи вие сте во фелата директен контакт со куќиња, имате секојдневен, како овој горлив проблем може да се реши? Проблемот постои, ние не можеме како кинолози да замижуваме за тоа, особено не би оправдале некакво насилство врз било што, а најмалку врз куќе, затоа што куќето и конјот сите за тие домашни животни, меѓутоа куќето и конјот заедно крвареле со луѓето до неодамна и во битките и да се прехрани семејството, не може да има исти статус како останатите домашни животни. Мора проблемот да се решава на хуман начин, со изградба на стационари во секој град треба да има стационар кој ќе ги задоволува минимум потребните услови за нивно престојување во стационарот, околу исхрана и доволно простор за движење. Проблемот е во тоа што не постојат стационари за да ги приберат овие улични куќиња. И најнаш проблемот доаѓа кај во целото општество да станува толку да има и конфронтации по социјалните мрежи, едни се реално имаат страф од куќиња, од шопор, од глутница, куќиња по улица и тие се за разбирање. И оние кои ги сакаат куќињата, кои не им пречат тоа што ги има по улица. Меѓутоа, мислам дека проблемот треба да го решаваат оние кои се најинволвирани со куќињата, тука да биде вклучен и кинолошкиот сојуз на Македонија, затоа што до неодамна, до пред неколку години, и за среќа тој закон не помина во собрание, меѓутоа беше ставен на гласање.
што ако имаше повеќе од 61 глас повеќе и поминеше законот, оној предлог на Анима Мунди за задолжително кастрирање на сите кучиња во Македонија. Значи, не само оние кучиња кои си Маријан ги трагаме по селата за да ги прибереме, имаме изумрена раса, скоро наполно изумрена македонскиот рт. И што ќе биде, ќе го најдеме искастриран последниот пример од раса. Еве ќе произведеме кучиња. Тие каде што ќе ги поклониме, што ќе треба по закон ќе мора да ги кастрираат. Раса значи не се прави. Прво на кинолошка манифестација не сме кастрирано куче да влезе. Значи тука се чуваат во Македонија и расни кучиња, тие од Сдруженија за заштита на животните мора да разберат дека не се тие само дел од ова општество кое се занимава со кучињата. Значи има многу одгледувачи на расни кучиња. Што ќе треба? Тие да се ги кастрираат кучињата, зашто нека затвори одгледувачницата понатаму. Значи тие представуваат Македонија во светот. Добиваат многу награди, ја прославуваат државата таму. А да не збориме дека ние како држава сме релативно млада. Пред малку споменав дека Англија има 55 раси. Таму нема улични кучиња по Лондон да шетаат, меѓутоа они веќе на време си ги направиле своите национални раси. Тој проблем го решиле. Ние ќе се доведеме во ситуација онаа голема популација на автохтони кучиња да ги искастрираме и да немаме од што да правиме ние раси. Македонска раса понатаму. Значи, проблемот е во решението на проблемот е во изградба на стационари во сите градови во Македонија и наеднаш ќе едноставно ќе ги снема кучињата од улица. Предпоставуваме и вклучување на оние кои што се љубители на кучињата, не мора секој да се одгледува расно куче, значи да се помине некоја жива душа и да се има во домот наместо да шета слободно по улица. Па ако има потреба нели од евентуално кастрирање од здравствени или било какви причини, може да се направи тоа, но да се има таков еден ригиден закон во кој што мора секое животно да биде кастрирано, стварно контрапродуктивно како што Владко истакна. Во тие стационари едноставно ќе може семејството да си дојде со сопругата, со дечињата и да си одберат куче. Кој веќе е ветеринарно згрижено, само да си го земат и да си го однесат дом. Нормално со потпишување на обврска дека ќе го чуваат тоа куче. Така и претходно нели кога зборувавме за обичаите, сакам да го нагласам ова што го спомна Владко, дека овие обичаи кои што исполнувавме од минатото ги спомнуваме како нешто што и не е така баш позитивно за да се продолжи како традиција, дали е од тепањата или жатувањата. Тоа е нешто што ние како модерни поединци го имаме надминато, се надевам, и дека она што животните од типот на кучињето го имаат потреба е љубовта. Јас имам еден пријател и соговорник на овој канал кој што има спасено куче кое што било злоупотребувано за борби и после подолг период на давање љубов, самото куче е како буквално смирено и не пројавува никаква агресивност. Агресивноста им ја создаваме ние. Ајде и за овој проблем бе молам малку да прозборуваме за тоа што се вклучени кучињата, значи ова нелегална активност на борби со кучиња и слично. Да, имавме ние прилози, сме пишувале порано за тоа. Не е убаво тоа, значи сите овие луѓе што ги пуштаат кучињата во борба, нивната психологија е таква што се идентификуваат со кучето и кога кучето ќе победи, не баре самите тие победиле во борбата. Малку чудно, се идентификуваат со... Тоа е слично како бокс мечевите, оние борбени спортски активности каде што нели публиката се идентификува со победникот и така натаму, така што и овде имаме некоја психолошка слабост кај оние што учествуваат во тие борби. Сега тоа е, треба да се тие веројатно уште се во тајно се одржуваат, како и во многу други земји во Западна Европа, има доста филмови за тоа, значи тајно се одржуваат најверојатно. Но треба да се спречи таквата работа затоа што кучињата сами по себе не би сакале да се борат. Така.
Вака сега, јас малку ќе се надоврзам, а е во врска со борбениот карактер на кучињата. Се разбира, организираните борби треба да бидат забранети, меѓутоа сум посетувал многу бачила. Употребната вредност на овчарското куче е токму борбата. Таму, нели, секоја слушнете и другата страна. Ставете се вие во позиција на овчар кој е сам во планина и тогаш не знам дали би сакале вие да имате покрај вас некое куче што ќе мафта весело со опашот и кој ќе се појави чопор од волци ќе се скрие позади вас, или ќе сакате агресивни, силни кучиња кои ќе го спасат и стадото и вас. Како што секоја раса си има своја употребна вредност. Има раси кои се за лов, кои се за придружба, кои се за чување на имот, но има раси кои се за токму нивната агресија и сила е она што му треба на човекот во одредена дејност, како што е сточарството. Особено како што е сточарството во Македонија од полуномадски тип, каде што пола од годината овчарите ја поминуваат горе на планина и каде што ги стемнува често, додека стадото се врати, тој и по темница се враќа низ планината. Секојаш видите и другата страна, значи има борби, снимки од борби, па таму се борат, па кучката кога е во циклус на парење, па тоа таму доаѓа законот на природата кој е немилосрден и кој вели посилниот обстанува. Често сум видел и удавени кучиња покрај бачилото затоа што кучката ноќта се парела, а умираат оние кои се послаби единки. Понатаму потомството ќе продолжат само на значи отпорноста на расата, значи посилните примероци преживуваат и ја пренесуваат генетиката, така. Важно е да се знае дека и по старите кучиња обично страдаат во тие борби за кучката. Важно е тие борби што ќе бидат да бидат спонтани, природни, сами меѓу себе да си ги прават кучињата, а не човекот да го прави тоа во некаков ринг. Тоа во природен амбиент, во природен амбиент, никој не им го прави, тоа е нивна некоја комуникација, начин на живење и така натаму. Ама човекот кога го прави тоа во урбана средина веќе е малце грдо. Така. Господа Костовски, јас имав огромно задоволство да разговарам со вас. Вие сте жива енциклопедија и бидејќи кучињата ни беа само тема, доста работи чепнавме од други теми кои што претпоставувам добро ги познавате, например античката историја, што можат да бидат мотив ние повторно да се видиме и повторно да разговараме. Јас сега ќе ве поздравам и уште еднаш ќе ви се заблагодарам за вашето учество на мојот канал. Благодариме. Ви благодариме на поканата и со задоволство ќе учествуваме кога и да посакате. Секој добро.